О, не. Изгледа Марго е сериозно вознемирена за нешто. Итно ни треба засилување. Еј, Венсдеј, не е време за танцување. Мора да ја спасиме Марго. Оди, нема ни секунда за губење. Леле, изгледа и сестрата е тука. Сестрата знае подобро од секого што и треба на Марго. Побрзај. А, еве ја и баба. Тоа е некој што точно знае како да ја задоволи својата внука. О, да, сите херои се тука. Што се случи? Дали Марго е гладна? Не е важно. Нашиот нов предизвик започнува. Изгледа баба и сестрата одлично се забавуваат. Па, доста со одвлекување на вниманието. Време е да дознаеме што ќе готвиме. Бургер, леле. Па, дали сте подготвени за нов предизвик? Да одиме. Значи, баба започнува со лепчиња за бургер. Да, тостираните лепчиња се многу подобри. Сега ни треба мелено месо. Баба зема кофтиња од мелено месо, ги става во тава за пржење, ги притиска со шпатула вака. Плескавицата е подготвена. Сега парче вкусно сирење и секако каков бургер без домат. Има кромит и лепче од озгора. Леле, баба толку брзо се справи со задачата. Одлична работа, бабо. Сега е ред на сестрата. Изгледа обичните лепчиња нема да завршат работа. Што? Крофна? Колку вкусно. Сестрата ја сече крофната на две половини. Сега чоколадите. Колку е сладко. Но сестрата има уште нешто. Тоа е кисел гел. Толку е вкусен, но толку кисел. Сега да додадеме маршмелоу, малку мармалад и сируп од бобинки. Зошто да не? Сега го покриваме нашиот чудотворен бургер. Каква убавина! Изгледа баба ја ценеше работата на својата внука. Но Венсдеј не е толку лесно да се изненади. Значи, започнуваме како и обично со лепчиња секако црните, пржење на плескавица вака. Што прави Венсдеј со парче сирење? Леле, колку кул изгледа ова сирење сега. Парче краставица. Леле, овој бургер изгледа како да има уста со јазик. Но нешто недостасува. Добро е што покрај Венсдеј секогаш има рака која ќе помогне при секој проблем. Очи од мармалад. Изгледа тоа е она што и треба на Венсдеј. Еј, внимателно, бабо. Раката е сосема безопасна. Сега да додадеме очи на бургерот. Леле, само погледнете го ова чудовиште. Толку е страшно, но сепак толку апетитивно. Но, кој бургер ќе биде највкусен? Сега ќе дознаеме. Марго, твој ред е. О, колку сум гладна! Овој бургер изгледа необично. Да го пробаме. Вкусно, ми се допаѓа. Па, што е следно за нас? Да го земеме првиот загриз? Еу, дали е тоа кромит? Каков неред? Бургерот не е тоа што ми треба. Па, што имаме овде? Ова се моите омилени сладки. Грицкање мармалад со крофна? Тоа е по мој вкус. Па, време е да го избереме победникот. А тоа е овој бургер. Да, ова е нашиот победник. Леле, честитки за Венсдеј. Дали ми се чини или таа се насмевнува? Венсдеј се насмевнува? Леле. Упс, изгледа некој беше срамежлив. Се чини дека сестрата и раката најдоа заеднички јазик. О, време е раката да си оди дома. А време е и нашите херои да сготват ново јадење. Топло чоколадо. Кој не го сака овој вкусен пијалок? Се надевам дека сите се подготвени. Да одиме. Баба повторно се зафаќа со готвење. Таа истура млеко во тенџере. Сега какао во прав. Не заборавајте да промешате. О да, табла чоколадо ќе го направи вкусот уште поинтензивен. Колку е сладко. Баба истура топло чоколадо во нејзината препознатлива шолја. Одлична работа, бабо. Сега е ред на сестрата. Еј, внимателно. Не можеш да го изедеш целото чоколадо така. Да, баба е во право. Шеќер треба да се додаде сосема малку, вака. О, што планира таа? Да, само погледнете го овој сладокусец. Баба не ја одобрува оваа количина на шеќер. Добро, време е да додадете млеко. Бидете внимателни. Упс. Да, на сестрата очигледно и треба повеќе внимание. Значи, можете да ги додадете сите состојки. Сега малку боја.
Леле, погледнете ова убавина. Овој крем е толку светол. Сега малку трошки. Тоа е сервирањето. Сестрата даде се од себе. Но тоа не е се. Последниот допир е шлак и... неколку маршмелоу. Погледнете ја сладоста. Да, сестрата даде се од себе. Совршено. Па, твој ред е, Венздеј. Тука е потребна соодветна шолја. Рака, не можеме без твоја помош овде. Каков ужас. Бабо, подобро чувај ги нервите. Венздеј истура чоколадо и малку шлак. Сируп од бобинки. Одлично. И малку харибо мармалади. О, да, погледнете го ова уникатно сервирање. Топлото чоколадо е подготвено. Зошто? О, тоа е лудост! Ова е вкусно! Ми се допаѓа! О, и одиме понатаму. Ова е топло чоколадо од баба. Одлично! Што е ова? Изгледа чудно, но да пробаме. Не е лошо. А победникот е... Да, сестро, оваа рунда е за тебе. Па, изгледа нашите херои се подготвени за нов предизвик. Што ги очекува овој пат? Леле, тоа е помфрит. Има многу начини да се сготви и послужи ова јадење. Сега ќе дознаеме кој начин ќе го изберат нашите херои. Секако, компирите прво треба да се излупат. Што се случува? Леле, сестрата избра многу необичен начин на лупење компири. Баба не е среќна, но како може да и се лути на својата сакана внука? Сега треба да ги земете компирите. Тоа е тоа. Сестрата ги сече компирите со специјален нож. Погледнете ја оваа убавина. Време е да додадете малку боја. Леле, тоа е толку светло. Додадете масло. И можеме да ги ставиме нашите светли компири во тавата за пржење. Одлично. Со врело масло секогаш треба да бидете исклучително внимателни. Еј, внимавај! Убаво ги распоредуваме нашите обоени компири во чинија. Сестрата доби толку светол помфрит. Баба предпочита по класична верзија на јадењето, а понекогаш класичната верзија е најдобра, нели? О, да, помфрит и кетчап. Овој вкус им е познат на сите уште од детството. Што може биде подобро? Одлична работа, бабо. Па, со што ќе не изненади овој пат Венздеј? Компирите на Венздеј се веќе сготвени. Изгледа како вообичаено сервирање. Но чекај, што е ова? О не, изгледа Венздеј ги измеша страните. Бабо, подобро покри ги очите. Ова не е гледка за оние со слабо срце. Значи, каде бевме? О да, помфрит. Венздеј ги бои компирите црни. Леле, колку е убаво. Изгледа и сестрата го ценеше јадењето на Венздеј. Погледнете ја нејзината реакција. Па, да видиме што мисли Марго. Па, што имаме тука? Леле, да не е малку изгорен компиров? Не, нема лош вкус. А со кетчап? Едноставно супер. Па изгледа нема да се воздржувам и ќе изедам се до последно парче. Вкусно. Одиме на следното. Не е лошо. Да видиме. Но вака ќе биде уште повкусно. Па, збогум компирчиња, ќе ве изедам. Мислам дека малку претерав, но има уште и трето јадење. Колку убаво јадење! Да, многу е вкусно. Веќе го чувствувам тоа. Толку добро, до последно парче. Опа! Ох! Не грижете се, добра сум! Па, дечки, дали сте подготвени за следниот предизвик? Па, да видиме.
Палачинки? Ох, колку е тоа вкусно! Се надевам дека нашите херои знаат како да го сготват ова прекрасно јадење. Има толку мучини. Па, да почнеме. Баба, како и секогаш, прва почнува со готвење. Внимателно истурете ја смесата за палачинки во тавата. Одлично! Ја гледате коричката, може да ја превртите. И оваа палачинка е едноставно совршена. Ете што значи долгогодишно искуство. Венздеј, што е работата со тебе? Ох, изгледа не можеш без помошта на раката. Црна боја? Секако. Кој се сомневаше? Тоа е Венздеј. Погледнете ја оваа боја. Изгледа малку се занесе. Добро, да се вратиме на нашите палачинки. Леле, ова всушност е преубаво. Да, црната храна секогаш изгледа толку стилски. А која е вашата омилена боја? Оставете ги вашите предлози во коментарите и можеби во следното видео ќе го направиме тоа. Во меѓувреме изгледа сестрата има нешто интересно на ум. Леле, ова веќе не е палачинка, туку вистинско уметничко дело. Ох, некако оваа боја доколешка не се да се истисне. What's the matter with you? Ауч! Тоа беше брз удар во окото. Се надевам дека се е во ред со нашата сестра. Да, се е во ред. Во овој случај, најважно е да не се откажуваме и покрај сите тешкоти, нели? Успеваме. Леле, тоа е еднорог. Само погледнете ова убавина. Да, во вакви моменти баба е толку горда на својата внука. А што е со баба? Изгледа не чека добар стар рецепт. Палачинки со путер и јаворов сируп. Од ова веднаш почнуваат лиги да течат. Мислам дека и палачинките на Венздеј се големи. Да, изгледаат необично. Венздеј го додава својот омилен сируп од бобинки. И... Леле, дали се тоа пајаци? Смири се, бабо, овие пајаци се направени од чоколадо. Па, Марго, време... Ајде да го наместиме капачето. Бабо, не ме допирај. Еј, јас завршив. Сакам желе со вкусна Кока-кола. Ќе направиш? Многу е лесно. Ајде да готвиме. Ми треба Кока-кола. Прво да се ослободам од... О, толку е добро. Леле, прекрасно. Упс. Извинете, луѓе, доаѓа. Не, Мајк! Прости ми. Упс, малку претерав. Сега треба да ставиме бомбони Nerds во шишето. Останува уште да се истури сладок сируп од ченка. Токму како што сакаше Емили. Сигурно ќе и се допадне. Тоа не ми треба. Мајк, внимателно! Валкано. Упс, прости ми. Го затворам шишето и мешам се. Добро го промешувам. Излезе одлично. На Емили ќе и се допадне. О, не! Се залепив за шишето. Ајде! Леле! Паднав! Ама добар сум! Колку кул! Леле, ова желе изгледа чудно. Што можам да смислам? Ќе направам желе од мед, ама немам. Знам, моите пчели направија многу мед. Сигурно нема да имаат против да ми дадат малку. А еве и кутичката за пчели. Здраво, мили мои. Престанете да ми летате над глава. Дојдов да ви земам малку мед. Може ли? Одлично. Сигурно ќе ми стигне. Чао, чао! Се вратив и тоа не сама, туку со мед. О, не, има толку многу пчели! Бабо! Сега ќе земам малку мед со шпатула. Одлично, право во шишето. Кој вика така? Што се случува? Упс! Донесов пчели со мене, ама во ред е. Сега има мир и тишина.
веќе го наполнив шишето со мед. Можеме да го затвориме и да го пратиме во замрзнувач. Нека замрзне и нека се олади. Јас секако имам многу подобра идеја. Ќе земам Кока-кола и ќе направам желе директно од неа. Додавам Кока-кола, малку мармалад и малку злато. Ова не само што ќе биде вкусно, туку и неверојатно убаво. Сега треба да измешаме се. Го мешам. Истурам се во празно шише од Кока-кола. Ах, толку убаво златно желе. Истурив се. Ја тргам инката. Тоа е кул! Не, мајк, ова е ужасно! А сега треба да го замрзнам сето тоа. Малку тече назад, тој замрзнува се многу побрзо. Леле, мајк, погледни ја магијата! Прекрасно е, шефе! Замалку ќе заборавев на моето желе од мед. Така е подобро. Малку е ладно, можеш да го пробаш? Одлично! Сега ќе го пробам ова желе. Изгледа толку апетитно. И тоа во шише во форма на мече. Леле, вкусно! А што има тука? Изгледа магично. Дали е тоа вистинско злато? Морам да го пробам. Леле, има вкусна Кока-кола. Тоа е тоа што го сакав. Леле, кул! Ова е желе со бомбони Nerds. Би требало да биде многу вкусно. Неверојатно е вкусно. Ке си го голтнам јазикот. Ти победи. Што? Сериозно? Прекрасно! Еј, бабо, не ми се пречкувај. Сега сакам палачинки. Погледни го тој прекрасен цртеж. Подготви ми го, те молам. Ќе чекам. Тоа е толку лесно. Ќе истурам малку обоено тесто во тавата. Сакам да направам мими палачинки во форма на мечиња. Ќе бидат шарени, мали и сладки. Бабо, не ме замарај. Не смеш да го допираш. Ми дојде една идеја. Ќе ги направам најкул палачинките. Јас и Емили имаме куче по име Клои. Ќе нацртам палачинка во форма на нашето куче. Ќе биде толку убаво. Го цртам контурот со црно тесто и пополнувам се со неко боја. Ова функционира. Емили ќе биде воодушевена кога ќе ја види мојата палачинка. Некои детали. Леле! Да свртиме се. Замалку ќе ја испуштев. Бабо! Што? Треба да наберам малку зеленчук од мојата бавча, малку моркови и тиквички. Веќе сум тука. Ме изгубивте, а? Свеж зеленчук директно од бавчата. Ајде да изрендаме се. Ќе направам палачинки со моркови и тиквички, додавајќи малку брашно и неколку јајца. Малку млеко се разбира. Останува да се измеша се со помош на маталка. Речи си сме готови. Одлично тесто. Го ставам во тавата за пржење и ги превртувам. Мајк, сакаш ли да пробаш? Одвратно! Ставам се начинија и малку павлака. Многу вкусно. Малку зеленило од озгора. Што мислите? Жал ми е за малата Емили. Време е да ги тргнам моите мини палачинки од тавата. Ставам се во чинија. О, джем од јагоди. Неверојатно! Го истурам во ушите на чинијата. Јас сум шеф готвач. Емили, ајде, подготвени сме! Сите палачинки се готови! Толку светли и апетитни! О, што е тоа? Колку одвратно! Иу! А што има тука? Ова се мини палачинки! Изгледаат
Што има тука? О, нашето куче Клои! И оваа палачинка е неверојатно вкусна! Мајко, ова е навистина добро! Јаху! Пак победив! Ти благодарам, сестричке! Овој пат сакам бургер! Ке ми го сготвите ли? Одлично! Чекам! Мелено месо! Колку одвратно! Не сакам да го допрам, ама морам. Па? Одлично! Сега? Шпатула! Гледај, бабичке! О! You. Бев прилично близко, ама изгледа ужасно. Знаеш што? Ке и направам сладок бургер на Емили. Ми треба нутела и лажица. Мачкам малку нутела на лепчето. Нјам! За филот ке користам маршмелоу бомбони. Време е и јас да направам бургер. Што? Ќе ви покажам мастер-клас. О, тоа е одлично! Каков дрзок тип! Сега правиме плескавица и ја пржиме. О, малку сум уморна. О, не спи. Мора да го завршиме бургерот. Сигурна сум! О, внуче! Гледаш ли, ги пржам маршмелоу бомбоните. Сакам да се стопат. Додавам малку мармалад и воала! О, боже мој, Мајк! Добро е што Емили ме има мене, професионален готвач, кој ќе сготви секое јадење што таа го сака. О, оваа сланина, малку кетчап, се разбира, лист зелена салата и плескавица од озгора, кашкавал, домати, кромит и сланина. Така, ќе го повторам тоа уште неколку пати. Ќе биде неверојатно вкусно. Готово! Леле, каков огромен бургер! Така, време е да завршам со готвењето на мојот бургер. Let's go! Додавам малку зеленчук, кисели краставички, сама ги направив, домат и малку сосови. Го покривам со лепче. Ајде сега да ги споредиме бургерите. О, твојот е се уште повисок, ама мојот е повкусен. Бабо, не грижи се! Се е под контрола! Само требаше да го стопам желето! Емили, пробај го! Леле, тоа е бургер! Толку е огромен! Морам да го пробам! Не ми го собера ни во уста, ама навистина е вкусен! Ми се допадна! А што имаме тука? Исто така голем бургер! Упс! Се испадна! Одиме понатаму! Изгледа необично! Никогаш претходно немам јадено вакво нешто! Ова е сладок бургер! Кул! Ми се допаѓа оваа идеја! Па, победникот е... Шеф! Ти благодарам, Емили. Чекај, ќе ти треба ова? Вашата прва задача е торта! Ајде, чекам! Супер, сестро! Добро, душо. Се е јасно за шефот. Апетитно крем сирење. Совршено е за моето ново кулинарско ремек дело. Лесно ќе ги премачкам сите кори со крем и со шпатула ќе му дадам многу оригинална форма. Тоа ќе биде виножито торта, која ќе ја украсам со вкусен скитл с крем. Чекај малку. Еве го мојот специјален куфер. Имам се што ми треба. О, како моите бомбони! Така, готово. Ова е вистинско уметничко дело. Кога правам торти, се чувствувам како уметник кој создава нов свет. На ова фантастично виножито му фалат облаци од крем. И пар весели очи. Воала! Шефот е на задача. Неверојатно, знам.
A јас ќе направам моја торта во форма на срце и ќе ја украсам со киткет, бидејќи малата едноставно ги обожава. Да ги наредиме по рабовите. Но тоа не е доволно. Ни требаат повеќе бомбони за моето сладко запче, Малтезерс и Скитлс. Бабо, супер ти оди, а еве го моето ремек дело. Не изгледа баш добро. Не грижи се, уште немам завршено. За да направам шик декорација, ми треба фолија и што е можно повеќе сладки. Прво, ќе го стопам чоколадото со мојот супер бренер. Јуху! А сега ќе додадам сини мрвици. Ќе изгледаат многу убаво на мојата торта. Подготвени ли сте сите? Дозволете ми да ви го представам идниот победник. Леле! Најважното не е победата. Леле! Сакам прво да ја пробам тортата на шефот. Ми се допаѓа. Се прашувам дали тортата на баба е исто толку вкусна. Ајде да ја пробаме. Леле! Едноставно обожавам чоколадо. Фала, бабо! Супер е! О, изгледа нешто не е во ред со оваа торта. Не ми се допаѓа вкусот. И победник е баба! Ура! Дами, имаме предизвик. Ве молам, направете ми паста! Ова е супер задача. Јасно е. Сфатив. Се што треба да направиме е да свариме јувки. И тоа е тоа. А јас ќе погледам малку TikTok во меѓувреме. И јас ќе сварам паста. И, виршли за моето сакано бебенце. Тоа е толку сладко, бабо, да те гушнам и да каснам една виршла во исто време. Време е да ги свариме виршлите во врела вода. О, каде е другата? Ха, тоа ли е се? За да победиш во предизвик, треба да го изненадиш бебето со неочекувана одлука. Обични јувки нема да завршат работа тука, па затоа ќе направам мои од јајца, млеко и брашно. И нема да заборавам да додадам боја во тестото. Розовата е нејзината омилена боја. Сега истурете го тестото во специјално шише. Се оди според планот. Совршено. Да почнеме со работа. О, боже, погледнете ги јувките на шефот. Леле! Да, моите нови јувки се готови и мирисаат превкусно. Фали уште само сладок сируп. Гумени мечиња. Па и други сладки. Совршенство. О, чудна си. Моите шпагети се готови. Погледнете ги тие виршли. Како октоподи се. Оган. О, не! Каде е нашиот противпожарен апарат? О, има толку многу пена. О, не! Сите мои јувки изгореа. Чекај. Има еден трик. Можеме да направиме инстант јувки во бокал за вода. Така, готово. Дефинитивно сум гениалец. Интересно. О, што е тоа? Овие јувки воопшто не се вкусни. Ох. О, каква убавина! Ми течат лиги. Ајде да пробаме. Леле, фала, шефе.
Нема на што. Погледни ги овие смешни виршли. Ги обожавам овие. Толку вкусно! О, и ова е навистина добро. Тоа е победникот. Да, многу ми е мило. Гушкање. Вашата нова задача е милкшейк. Ке го направам за миг. Ке се обидам. Јас сум мајстор за ова. Прво, треба да земеме сладолед и да го измешаме со млеко во блендер. Да почнеме. Го отворам млекото, го истурам внатре и го блендирам. О, извини, бабо! Заборави на кабакот, па се истури. Идеја! Да видиме што има во мојот ранец. Што? Нема ништо? Аха! Еве го мојот специјален апарат за коктели. Само треба да ги фрлам моите омилени бомбони и малку маршмелоу. Ќе биде многу вкусно. Фали уште само газиран сок. Душо! Извини, беше случајно. Сега се е подготвено. Сестра ми ќе биде воодушевена. Еј, бабо, каде одиш? Морам да наберам малини за мојот коктел. О, каков мирис! Ова овошје сака да ми влезе во уста. Гледај, јас сум шефот. Браво, Никол! О, супер, бабичке! Остави го тоа за бебето. Добро, како работи овој блендер? Ништо не разбирам. Подобро да го користам мојот проверен метод. И го гмечам. О, прекрасно. Сега истурам малку свежо млеко и го мешам за да направам коктел од малини. Па, каква убавина! А и бојата! Малку нане од озгора. Изгледа премногу едноставно. Морам да смислам нешто. Например, Кој го угаси светлото? се плашиш ли од темно? Ха! О, извини, шефе. Ова е пресмешно! Извинете ме. Ви го представувам рецептот за совршен коктел. Сладолед, млеко, орео. И сето тоа се блендира. Ке го послужам во ова прекрасно чоколадно јајце, заедно со шлак и бомбони. Така, готово. Време е за малку декорација. Воала! Тоа е супер! Леле! Овој коктел изгледа необично. Мислам дека треба да притиснам некаде. Леле! Да видиме! О, ова е навистина кул! Се за тебе, убавице! Не ми се допаѓа баш овој коктел, а има и нане. Уф, не, фала. Каква штета! Леле! Какво лудило! Ова е толку добро! О, фала му на Бога! Ова јајце е исто така многу вкусно. Одлучено е! Шефот е победник! О, да! Ви благодарам!